Почитувани гледачи, добро вечер, добро дојдовте во втората сезона и во 8-то издание на Проеритас, платформата за борба на истината. Вечерва ви подготвивме разговор со човек препознатлив по својот директен став, за некого бунтовник против системот, за друг човек со силно патриотско чувство и кој не молчи, еден од ретките уметници подготвен за јавна дебата и за култура и за државна политика. На моје големо задоволство вечера со нас е Јани Бујачи. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер и добро ве најдов, благодарам на поканата. Јани, јас сум ти навистина благодарен што си вечерва тука и тоа во оваа прилика, бидејќи сакам да ти честитам за новиот проект што наскоро ќе има својата премиера, долгометражниот проект Утре наутро. Утро наутро, да. Инспириран од настаните од 27 април. Да. Што те поттикна оваа приказна да ја ставиш на платно, фигуративно кажано? Која беше водилката? Не треба човек да биде многу мотивиран, нели, и да пребарува по времето и по себе си, за да дојде до 27 април, под предпоставка да си здраворазумен и да си чесен кон себе си, нели? Кога си во потрага по идеи за следната приказна. 27 април според мен е еквивалент на 2 август и немам никаква дилема. И секој обид да се гледа 27 април поинако од 2 август е спротивно на здравиот разум и е штетен, според мене, затоа што ако погледнеме сега, се уште за жал со кратка, со мала дистанца, нели? Тоа е 25 сме сега, тоа се напред колку 6-7 години. Ние не можеме да ги извлечеме големите заклучоци, затоа што најмеродавен фактор во животот на човекот и на човештвото како идеја за организација е времето. Практично, времето е факторот кој определува дали нешто е добро, убаво или грдо, успешно, вистина или лага. Времето е најмеродавниот фактор, но останува фактот на времето дека после 27 април повеќе ништо не е исто во Македонија и тоа за мене беше провокација број 1, број 2 и број 3 да се зафатиме со проблемот 27 април, да го отвориме проблемот од сите страни и да зборуваме за проблемот колку што е можно непристрасно и ако е воопшто можно, затоа што јас сум еден од тие луѓе кои не веруваат во заблудите и во лагите или за така реченото слободно творештво, за тоа дека постојат луѓе кои не завземаат страна. Тоа такво нешто не постои. Да, секој човек има своја мисла и свој карактер. Апсолутно. На крајот на криштата од кој што излегува и право на определби. Токму. Кажи ми зошто го одбрал овој наслов Утре наутро? Има ли некоја символика целава приказна? Има, да. Тросмислено може да се свати во нашиот јазик, нели? Може да се свати стосмислено, не тросмислено. За среќа не само во нашите јазици, туку општо во балканските јазици. Нели, кога на Балканот ќе кажеш утре наутро, тоа значи горе-долу никогаш. Никогаш, да, баш така. Во принцип, ние сме луѓе кои се плашиме од иднината. Тоа е сериозен факт и тоа е голема мана која, да кажеме, како колективна карактеристика која имаме сите на Балканот. Ние македонците секој обид да се гледаме себе си одделно од другите, непотребен, малумен, не води кон никаде. Ние сме само обичен народ, како сите други, со сите мани и доблести. Имено, стравот од тоа што ќе се случи утре, најчесто не води кон тоа, нели, важните работи да ги одлагаме за утре наутро. Во тој смисол, да, насловот на филмот е метафора, ставно збор за луѓе кои секојаш одлагаат, нели, важните работи, ги одлагаат важните работи за утре наутро, а не за денеска. Така, добро, интересна приказна во секој случај. Ајде малку да проговориме, мене многу ме интересира. Кога ќе биде премиерата, каде ќе биде премиерата, ќе биде ли емитувана на малите екрани, на социјалните мрежи после тоа. Сега сме веќе, нели, време на модерни технологии, не е само киното, местото каде што одевме. Да, како се кажа, според Емир Кустурица киното во блиска иднина ќе биде нешто налик на опера и балет. Значи, секој еден поголем град во секоја земја ќе има по едно кино, нели, како реликвија, нели, како ајде да кажеме, како висока уметност, како висок општествен настан.
Не се оди секој ден на оперен и балет, така нема да се оди секој ден ни на кино во блиски ден, според Емир Кустурица. Именно утре наутро својата премиера во Македонија ќе има на 19 ноември во Cineplex во 20 часот. А од следниот ден почнуваат и на премиерните прикажувања во сите градови низ Македонија, Велес, Штип, Струга, Битола, Прилеп, Струмица. Секаде инсистираме, секаде каде што има услови за кинопроекција, да го покажеме филмот, затоа што ние не правевме филм за да се представиме пред светот. Ние тргнавме да правиме филм во кој изборуваме за себе си и со идеја филмот да го покажеме пред себе си, за да можеме да се соочиме со самите себе си. Јас сум еден од оние кои не верува дека уметноста може да го промени светот. За жал, светот на политиката го менува светот, на подобро или на полошо. Уметноста може да зборува за промените, но верувам дека секоја уметност, посебно филмот како моќно уметничко изразно средство, може да предизвика она што Аристотел го нарекува катарзис, прочистување. И нашата желба беше да го покажеме филмот пред собствената публика, пред собствениот народ, за да може секој гледач да доживее прочистување, да се соочиме со 27 април на здраворазумно ниво, за да можеме да доживееме прочистување телесно и духовно. Ете, тоа е нашата цел. Се наметна едно само по себе прашање. Кажи ми колку искрено и непристрасно е приказната во овој филм. Баш што кажа премлако, никој не е непристрасен, секој има страна, ама колку е тоа направено во филмот? Не можеш се бавиш со уметност ако немаш страст. Во суштина, се што човек сака да го прави добро, мора да вложи страст во спротивно, нема како да има резултати, ќе биде нели површно, паушално тоа што го прави во било која дејност, не мора да е култура, не мора да е уметност. И во тој смисол ние филмот го правивме со страст. Кога нешто ти правиш со страст, вложуваш емоции. И во тој смисол филмот е многу страстен и многу емоционален, но на вистина филмот ги разгледува, ги анализира и жестоко влегува во двете страни на приказната. Затоа што не постои приказна со една вистина. Таква работа не постои и треба да излеземе од таа заблуда, иако во принцип тие што не гледат, нели, без разлика, нели, од на кое политичко убедување припаѓаат, моите политички убедувања и ставови се толку јавни, толку јасни. Јас на вистина се обидов со овој филм да бидам критичен кон самиот себе си. Да бидам критичен кон моите. Затоа што сметам... Тешка битка е тоа, нели? Па види, лесно е ти на некој кој не ти е ништо да го критикуваш. Немаш никаков емоционален однос. Тешка задача е да се запатиш, да го критикуваш тој кој го сакаш или тој кој си го сакал, па нели си бил изневерен. Во тој смисол на овој филм е жесток кон моите, а не кон тугите. Така. Во проектот учествуваат стварно една позната, многу познати актери, Александар Зафирчев, Ирена Илиевска, Нина Дејан, Горан Стојановски, Владо Јовановски, Благоја Чоревски, Александар Мичич, Роберт Велјановски, Рубен Смуратовски и многу други. 75 актери. Така, како успеа да собереш оваа актерска екипа и дали улогите беа пишувани за нив? Навистина импресивни имиња вака од македонската... Па на врвот на македонското актерство и во филмот, и оно што радува ќе види публиката, ќе ужива во врвни актерски изведби, затоа што во принцип јас сум човек кој верува дека филм доаѓам од такво училиште и можеби нели тоа е оној товар што си го носам со себе си, нели, од училиштето, од академијата, од професорот. Мојата представа за кинематографијата е актеропоцентрична. Односно, јас сметам дека центар на филмот е актерот и неговото човечко присуство. Затоа што реално ако од еден филм ги тргнеме актерите, ќе остане само журнал.
Нели? Баш така. Во суштина, актерот е тој кој го прави филмот да биде филм, односно, актерот е тој кој раскажува една приказна. И навистина на тие 70 и кусур актери направија прекрасни улоги. Им беше исклучително тешко, затоа што на горе-долу повеќе од 10 актери има општествени прототипови. Луѓе кои постоеле, луѓе кои ги познаваме, а некои од нив луѓе кои лично ги познаале. Имавме многу интересен разговор со Игор Стојчевски, кој ја играше, го играше карактерот на поранешниот председател на ВМРО, да помане и поранешен председател на владата, со кого тој се познавал лично, без јас нели да знам за тоа. Така. И како се вика, и ми беше нели како се вика фрапантно, како тој долго се мислеше нели дали да се зафати нели со ова и како тоа да го одигра. Така да беше интересно, но и комплексно во исто време. Кажи ми, како е да се работи со тебе, што викаат глумците? Во принцип, јас сум напорен човек. Слушаш мовети, сигурно, нели, кога се порадува за себе. Апсолутно. Има една идеја за режијата, дека тоа треба да биде железна рака во кадифена ракавица. Значи, така нели треба нели човек кој се бави со професија да пристапи кон актерите. Или со памук да ти ја водам душата, како викаат. Нели, вака да не подлавок. Може да се послужиме со различни метафори, иако навистина прав си, крајната цел на добриот режисер е да го извади најдоброто од душата на човекот актер. Затоа што ако актер посебно на филм нема човечко присуство, тогаш од тој актер нема ништо. Затоа што камерата, за разлика од човечкото око, гледа многу пофокусирано. И ако имаш човечко присуство, ако со себе носиш душа, дух, аура, тогаш се е полесно и се полесно се работи. Како велат старите, оној човек свети, зошто свети, оти има милат звезда, така нели? Има аура, звезда, како сакаме може го да речеме. Да видам искрен, едва чекам да се случи промоцијата и да го видам во целост филмот. По ова што го раскажуваш, ќе биде многу интересно. Ајде сега да одиме на една друга тема, ако ми дозволиш да разговараме. Апсолутно, да. Во 2018 година од функцијата директор на Агенцијата за филм беше разрешен со образложение дека си ги прекршил процедурите додека ти тврдеше дека отказот бил политички мотивиран. Што сушно се случи тогаш? 2018 година беше малце еден мал медиумски мрак, каде што не можевме ние... А не, јас не сум бил тогаш во агенцијата за филм. Така? Да, не бев тогаш во агенцијата за филм. Но, како се вика, јас бев директор на Ристо Шишков фестивалот. Ристо Шишков, да. Да. Фестивалот од Струмица, Да. Ова е моја погрешна информација. Ако и тогаш јас сум човекот во Македонија кој прв пат од сферата на уметноста го сретна граѓанинот Зоран Заев како позиција градоначелник на општина Струмица. Мене не ми требаше многу време за да разберам за каков човек станува збор. Станува збор за еден интригант, во мојот роден крај викат, нели, ти го роси, ти го мочаш, тој мисли Роса го роси. Станува збор за еден таков човек. И именно кога требаше да ме разрешат од функцијата директор на Ристо Шишков, тоа беше во моментот кога пагеше и падна владата на СДСМ. Кога Никола Груевски дојде на власт и Благоје Стефановски, Бог да го прости, беше поранешен министер за култура. И ме викна еден ден Зор Заев и вика, Јане, вика, знаеш, сега нели ќе остане без работа на Благоје Стефановски, треба да му се најде некое место, нека биде тој селектор на фестивалот, нека ти помага. Јас сватив дека тука што се случува сега, нели, што ќе ми е мене баге да ми помага да ми Битола, така беше? од Битола, да. На Струмички. Ама тоа што, ајде, како се викаше од Битола, тоа е најневажно, но го сметав за непотребно. И му викам, викам, види, тоа, нели, градоначелник е, нели, непотребно, што ќе не. И он ми вика, знаеш, Јани,
тој човек сепак има, нели, големо искуство, нели, и може, нели, да помогне. Океј, му викам вака сега. А кога тебе ти избира за градоначалник, ти беше 27 години. Во таа толкава струмица немаше ли некој со поголемо искуство од тебе, па те избраат тебе за градоначалник. Во принцип се работеше за тоа дека не можеш ти да не му дадеш на човек барем 4 години мандат, така ли, да направи дури и грешки, што е нормално и разбирливо, и потоа, нели, да го карактеризираме, односно, нели, да го оценуваме. Да знаеме Ова што било сме, добро, ова било лошо, повеќе било лошо и затоа, нели, нема ти дадеме нов мандат. Или повеќето било добро, па ќе добиеш, нели, нов мандат, кој што е некаков дури еснавски ред. Јас на крајот, нели, на кривишто, освен на закони и добри практики, верувам и на еснавство. Зошто да не, нели? Нешто што фали во Македонија. Па- Еснафот, нели, зборот даден, кажан, правилата на игра, нели. Па- Непишаните. Па Тоа е еснафот, нели. Па, се види, јас правник не сум, но, нели, и во правото на договор е и кажаниот збор. Да, и тоа да, Нели- зборот е збор. Да, и тоа е договор. Старите како било, зборот образ. Апсолутно, Нема апсолутно. Нели, кажавме си, подававме рака, точка, готово, крај. И така заминав јас од тој фестивал. Образложението беше дека сум го пречекорил буџетот на фестивалот, да кажеме за 100.000 денари, и заради тоа ме разрешуваат. Но знаете, кога ќе тргнете во светот на лагите, не знаете, нели, што лажете, и тогаш јас за прв пат, нели, сум бил човек кој тој човек го критикувал јавно во Вестен Сител, кажав дека го повикувам градоначалникот Зоран Заев да го повика јавниот обвинител и да поведе постапка против тој кој го потпишал налогот за да се потрошат тие 100.000 денари. Зоран Заев заборави дека тој од позиција на градоначалник беше потписник на сметката на самиот. фестивалот. И во таа секунда сватив дека, нели, си имам работа со еден исклучително опасен човек и горе-долу, како се викам, јас сум првиот човек, нели, кој расчитил со него. Иако, да бидам најискрен, тоа се времињата кога во ВМРО луѓе од култура и уметност, или кои беа блиски во ВМРО, некои беа советници на тогашниот премиер, беа директори на МНТ, на драмски театри и така натаму, ја шира она идеја дека Заев бил толку прогресивен што ја погрешил партијата и дека требало, нели, да премине во ВМРО. Чекај, цитирам. Заев во ВМРО ДПМН. Да, Тоа го збореле бивши ВМРО-вци. Значи, ова јас се ти зборам 2007, 2008 година, 9-та, 10-та, ти зборам за ВМРО-вци кои беа советници на Никола Груевски за култура и уметност, кои беа директори на националната драма. Го фалија Заев, да. И биди се, не само Заев, знаеш дека во Македонија има болест која е опасна, нели? Тоа е како се вика, проблемот со така наречената робовска свест, со проблемот со подчинетоста. Имено ние сме луѓе кои си ги сакаме собствените душмани, оние кои не угнетуваат, нели? Тоа во светот се дефинира како стокхолмски синдром. Така, да, стокхолмски синдром, баш навака и приметен може да се говори во Македонија. Кажи ми, често си зборувал дека културата во Македонија се користи како партиски ресурс. Од каде оваа приказна? Па да, културата во Македонија се користи како партиски ресурс секогаш кога СДСМ е на власт. Ние мора да бидеме искрени и како се кажа, да зборуваме отворено на оваа тема. Јас тврдам дека од 1991 година до денес нема повеќе од 10 луѓе кои се бават со режија, а кои биле членови на партијата ВМРО ДПМН. Не постојат повеќе од 10 луѓе. А во Македонија преку 100 луѓе снимиле играни филмови. Јасно е кој снимал тогаш, така? Значи, во принцип,
културата, уметноста, посебно кинематографијата, кои децата на црвената буржуазија, комуњарите и северџаните ја дефинираат како аристократија во уметноста, претпоставам затоа што тие, како се вика, А замисли левичари се за аристократија зборат. Има нешто уште пострашно. Голем дел од нив во преземињата се ги носат родните села на нивните дедовци. А се интерпретираат, нели, безмалку како некакви принчеви од Дебармало, кој е една општа трагедија која, нели, во принцип стана збор за проблем со идентитет, нели, кога ти ќе заборавиш од кое село е дедо, ти си завршил, нели, како човек, нели, кој си, што си. А се представуваш како некој голем космополит, нели, кој што вие традиционалистите сте лоши оде во Македонија и така натаму. Има такви луѓе кои што немаат идентитет, ама јас викам човек се раѓа со тоа, го имаш или го немаш во тебе длабоко во душата. Не имаш со сила да му го вградиш на некого. Има работи кои се одржат, нели, во нашето ДНК и во Библијата убаво се пишува дека до 7 колено се пренесуваат информациите, нели. Библијата пишува во време кога генетиката како наука не била позната, од кај им било, нели, познато на тие древни луѓе фактот, нели, дека ДНК-то, нели, до 7 колено, 7 до 7 генерација се пренесува како информација. Во принцип, видим да една работа е, нели, ти да се одржиш нешто во себе, друга работа е образованието и трета работа е воспитанието, посебно семејното воспитување. Оној кој е воспитан во еден пристоен семејен дух, кој јас немам ништо против да се наречува патриархален, зошто да не, нели? Не сме против родителите, против таткото, как човек, нели, секој. Јас го разбирам антагонизмот татко-син, но да не го почитуваш татко, ти да не си патриархален, се извинам малку, Сам себе не се почитуваш тогаш. Неприфатливо ми е, мене не ќе да зборам за другите. Во тој смисол, тврдам најодговорно дека културата, уметноста, кинематографијата и телевизијата во Македонија е под окупација на црвената буржуазија, на комуњарите, а отскоро и северџаните, и ние останатите кои јавно сме се декларирале против нив, сме предмет на како ти кажем, на ништење буквално, и тој процес уште продолжува, иако 15 месеци на власт е ВМРО ДПМН. Процесот на ликвидација на се што е ВМРО-вско и е инволвирано во култура, уметност, театар си продолжува како да не било ништо, однош како што кажа другарот социјалдемократ Али Ахмети, како до сега. Другарот социјалдемократ. Добро. Се наметно едно само по себе прашање со ова последново што го кажа. Ке те цитирам. Во едно твое претходно интервју изјави: македонскиот филм е заробеник во Ореова лушпа. Можеме ли да излеземе од таа фаза? Мислам дека беше од Хамлет, така? Да, ова е цитат на Хамлет, да, така, апсолутно. Па, во принцип, можеме под предпоставка да сакаме да правиме реформи. Во овој момент филмот, телевизијата и театарот се поставени и се темелат на истите основи. Филмот, телевизијата, театарот од минатиот век, од оној, ајде да кажеме, бургер театар по некаков австријски вид, така ни се поставени театрите, тоа е факт. Телевизијата според BBC или според ЈРТ стандардите, нели, сега зборам за МРТ, за јавниот сервис. Тоа беше копи 84-та правено на BBC тогаш. Да. Самиот BBC од тогаш ден се има реформирано 100 пати, милион пати, да. А за кинематографијата нема да зборам, затоа што агенцијата за филм е дувло на црвената буржуазија, на комуњари северџани, кои управуваат со средствата од агенцијата за филм. Внатре има една каста, и ако вие видите дури по Open Finance кому се исплаќаат средства, ќе ги препознаете децата на црвената буржуазија, комуњари и северџани, кои она што е најинтересно во овој момент и така ми е на рап на трагикомика е дека во овој момент се исплаќаат околу 8 милиони евра на луѓе кои ја иницира и учествува во шарената револуција. Зашто? За така наречени филмски и телевизиски проекти.
8 милиони евра. Во овој момент 8 милиони евра, имено ти имат мастер план. Има тука еден голем проблем. Два министри на Социјалдемократскиот сојуз за култура, две жени, утврдија за време на нивниот мандат дека во агенцијата за филм нивните директори направиле криминал и проневери, кои тие го отврдиле преку ДКСК, преку записници од Министерство за култура, преку кривични пријави. Внимавајте. Така. Два министри за култура на СДС Го кажуваат ова? утврдуваат и така. поднесуваат пријави за нивни директори. Да не забораваме, еден од челниците на Друштвото на филмските работници беше на јавна дебата против неговиот министер, против неговата министерка на телевизија 24 за состојбите во агенцијата за филм. И од тогаш па натаму, 15 месеци подоцна, не е превземено ништо против тие луѓе за кои Социјалдемократскиот сојуз утврдил дека направиле криминал. Значи, основниот проблем е во така наречениот систем на неказнивост. Јас ќе бидам радикален во овој момент и ќе поставам едно прашање. Дали некој памети од 1991 година да одговарал кривично функционер на Социјалдемократскиот сојуз? Се уште немало, да. Се уште немало таков случај. Дури и поранешен премиер, кој бил осуден по сите три степени судски до Врховен суд, тоа е Владо Бучковски, да. така. При тоа човекот беше осуден за проневера на тенковски делови за време на војна, кога тој бил министер за одбрана. За одбрана, да. Не сакам да кажам како завршуваат министри за одбрана кои за време на војна прават криминал според американското законодавство. Знаете, дека тие не одат на civil court, дека тие одат на воен суд, најчесто казните се Во најдобра варијанта Гвантанамо ќе добијат. Во најдобра па варијанта. обично биваат смртна казна. Па затоа викам Гвантанамо најдобра вака доживотно. И Треба да одговарат овие директори. Па не, гледај се, има друг пример. Треба јавно да повикам, ова е платформа за вистината, јавен повик до јавен обвинител во овој момент, од допрен глас. Во овој случај се исцрпија сите на правни инстанции и не се случи ништо. Но има нешто пострашно. Јас се поставувам прашање, дали некој може да се сети од после владата на Никола Груевски, да се извинам на Љупчо Ѓорѓиевски, против колку членови и функционери на ВМРО ДПМН имаше кривични пријави, кривични прогони, затворски казни, колку имот беше конфискуван на партијата после загубата на изборите, колку луѓе завршија во затвор и колку луѓе завршија за жал и во лудница, затоа што не може да го издржат притисокот. Потоа поставам прашање дали некој може да се сети после падот на владата на Никола Груевски, колку членови на ВМРО ДПМН, колку функционери беа и се уште се под судски прогон за различни основи. Еве јас само за тие што не знаат, над 2000 членови и функционери на ВМРО ДПМН биле под различни истраги и под кривичен прогон. Повеќе од 500 луѓе се осудени на различни казни затвор, меѓу кои двајца министри, а еден премиер е во бегство. Така да, емпиријата е немилосрдна, емпиријата е проклета математика и јас ги кажав сите овие работи за да бидеме свесни за тоа во какви услови ние живееме од 91 година нааму и што се случува со нас. Го кажувам и за себе си затоа што јас сум член на партијата и како се вика, иако против мене се водеа 12-13 истраги, не знам дали знаеш, против мене водели истраги дури и во Унгарија и во Словенија воделе истраги. Кај мене доаѓале истражители и обвинители од обвинителства на кои не сум можел да го прочитам насловот. Името на кој се доаѓа. Да. Така да сум го поминал цел тој процес, уште повеќе како директор на Алфа телевизија, затоа што бев високо таргетиран како човек, кој премногу зборува. И е искрен, да. Сите кои што збореа во тој период завршуваа така, тие луѓе, меѓутоа имаше многу храбри луѓе, имаше некои што се скрија. Ајде да проговориме
Многу ми се уствари пред да одиме за еден твој исто проект отворено би сакал нешто друго да те прашам. Да. Во врска со филмот уште. Да. Како стои сега македонскиот филм во споредба со продукциите во најблиското соседство, да речеме? Кај сме во целава приказна преска, кажа 100 филма снимени во Македонија и така натаму. Да, 100 и повеќе. Колку тоа виделе македонската публика е друга работа. Например, ќе ти одговорам на прашањето, но кога ние направивме платформата Кинемоја, ги побаравме сите филмови од сите продуценти и режисери во Македонија, да може да ги прикажеме на македонската јавност. Кога беше ковид кризата, затоа што имавме огромна телевизиска публика која седеше дома затоа што немаше кај да оди, и тогаш ние сетивме да направиме еден циклус сабота и недела да ги покажеме сите македонски филмови. 95% од македонските продуценти и режисери не сакаат да ги дадат своите филмови за да се прикажат на телевизија. Зошто? Па затоа што ќе ги видат какви им се филмовите. Јас не сум стручен, добри или лоши? Па не знам, значи стравот од публика води кон каков заклучок. Од своето дело, страм му е да го објави во јавност. Па да. Многу чудно. Па нема ништо чудно, затоа што, како се станува збор за филмови кои не комуницираат со јавноста. Значи, тоа се филмови кои се создаваат за така наречени филмски фестивали, каде што со буџетот од Македонија се потплаќаат да кажем, условно, јас ќе бидам крајно отворен, затоа што не ги знаеме, нели, дека има и случаи, нели, каде што со буџетски пари се плаќале пари на фестивали за да им се прикажуваат филмовите на големите Кога да парафразирам, како што има многу фестивали за музика во Македонија, само на тој фестивал кога се чуе таа песна никогаш после после тоа. Така, и нели моите колеги режисери се во потрага по 10 минути светска слава, што би кажал Енди Ворхол, а потоа тие филмови завршуваат никаде, никој не ги гледа. Иако основната идеја на национална кинематографија е да финансира национална кинематографија која ќе гледа публиката во Македонија. Јас национална, нели, треба да е. Треба да е. По тој смисол Македонија добро стои, нели, во однос на тоа како се финансира кинематографија. Основното прашање е што се финансира. Јас сега ќе ги упатам гледачите на последните страници од книгата на професор Кочон Ѓушев, Таков каков што сум, во кој тој кажува една анегдота, односно кажува една вистина, кога тој тргнал, нели, по Европа и по светот да ги нуди своите производи, кои, нели, за светот биле за припостувачки, дека Македонија произведува, нели, дигитална технологија и, нели, и механизација, се соочил со фактот дека неговите колеги по светот за Македонија знаеле преку филмовите и преку филмовите во кои државата е прикажана како една примитивна заедница, во која живеат необразовани луѓе, кои живеат во гето, кои зборат дури и на јазик кој тие не можат да го пребарат на Google и да го дефинираат како македонски, дека на нашите филмови во суштина се бават со тематики на маргиналци, со тематики на индивидуалци кои се на дното на општеството. Јас не кажувам дека ние не сме земја, нели, кој има социјални проблеми, но сигурно дека Македонија не е, нели, на опинци, кожуви, пепел по лицето, смртни освети, како беа оние на времето, нели? Па луѓе кои не знаат да зборуваат. Да, автобуси од 50-тите години стични работи. За жал македонска кинематографија се уште ја продава својата беда. Значи, основниот проблем на македонска кинематографија е во тоа што моите колеги сватија дека најдобар начин да се продадеш себе си е да се продадеш како глупак. Нели? Затоа што, види, во принцип, никој не сака да, нели, нас се уште не доживуваат како некаква екзотика од Ориентот. И кинематографијата во тоа има голем импакт, големо влијание. Сега ние ако видиме, нели, кои филмови, нели, се наградувани по фестивали, тоа што кажав, нели, горе-доле, нели, целата дека се добар е системот на финансирање, меѓутоа не знаеме што се финансираат.
предмалку кажа, нели? Па види се, Зошто државата го финансира тоа? Зашто помагаме на такви проекти во кои што на некој начин се маловажува државата, се враќа во 18 век? Затоа што тие проекти ги финансира црвената буржуазија, комуњари, северџани, тоа е така наречениот слободен и либерален свет, нели, кој што, нели, ја најде таа квака 22. Се, Александар, да бидеме искрени. Никој не очекува од нас, ние, во светот на уметноста, во светот на кинематографијата, да прикажеме луѓе кои зборуваат неколку јазици, кои се образовани, кои имаат идеи, кои се реализирали себе си во животот, кои знаат што сакат, кои дури се имаат доволно аргументи за критички да зборуваат кон светот. Да, имаат право. Нели? Имаат опус за нив. Да, имат аргумент, нели, имат образование, квалификација, компетенција, знаење, вештини. Никој тоа од нас не го очекува. И, значи, моите колеги разбраа дека најлесно се продава бедата, сиромаштијата во Македонија. Најлесно се продава социјалното дно. Затоа што тие тоа очекуваат да го видат од нас. Тоа е проблемот. Јас сега нели ќе ти кажам само, ќе прекам нова тема. Гледај се, има нешто друго. Кога ја снимавме Бистра вода серијата, за прв пат кренавме дронови и го покажавме Скопје, улици, булевари, институции, на мостови, згради, убави објекти, улици, луѓе кои немале потреба да патуваат од Струмица, Гевгелија, Битола, нели, Прилеп или било од каде во Скопје, ни пишуваа каде се тие улици, Да, во Скопје. каде се тие институции, каде се тие зградови, да не сме снимале некаде по странство. Так. Разбирате ли зашто ви збора? Да, Сега, да. Во принцип, долго време се обидам да објаснам, нели, дека јас знам дека нели, прво треба да создадеме материјално богатство. И знам дека ние треба да изградиме патишта, булевари, улици, мостови, железници. Но ако ние не ги прикажеме тие улици, патишта, булевари, железници, нови возови, тие не постојат. Баш така ги нема. Значи, македонците ќе немат идентификација со тоа и ќе продолжи тоа чувство на инфериорност, дека сме мизерни, неспособни за ништо, дека не бива, гледај кај сме, во што живееме, на што личиме, ние сме без заби, небричени, небањати, и така натаму, и така натаму, и така натаму, и така натаму. И, значи, тоа е основниот проблем, нели, со кој ние се соочуваме, колку во кинематографијата, уште повеќе во телевизијата. Така, јас спомнам Бистра вода, стварно еден прекрасен проект, страшно добро прифатен од јавноста. 1.500.000 милиони гледачи. Голема гледаност, но покрај овој проект стоеше на еден куп изданија на македонски народни приказни, колку што се сеќавам. Беше ли тешко да се продолжи еден континуитет кој што претходно го наметна Шенка, Колозов, Гоце, Ванчо, таа екипа? Јас бев уште малечок кога не почнува. Сите сме биле деца, да нема дилема. Гледа, во принцип, јас сам во таа приказка влегов кога станав продуцент во Канал 5 и тогашниот и сега се уште директор Иван Мирчевски вика: Јани, абе, ти разбираш од производство, од продукција, ако направиме народни приказни, ќе кренеме гледаност на телевизијата. И се викам, нели, дојден сум за работа, земам плата и ќе направам се што знам, нели, за да кренеме гледаност. Сигурно, нели, ќе кренеме гледаност, ќе имаме шер, ќе дојдат огласувачи, рекламодаватели, ќе земаме плати и се ќе биде во ред, нели, за тоа сум дојден. И така се зафатив да бидам продуцент на така наречените македонски народни приказни. Во суштина, уште во првата секунда, јас и извршниот продуцент Игор Соколовски бевме на чисто дека треба здраво да нас газнеме на традицијата. Нели, на оно што го правило МРТ, нели, како формат македонски народни приказни. Знаеш, човек не треба да се страми од традицијата, посебно ако е негова. Тоа е секогаш цврсто и сигурно тло. Кога ти ќе застанеш на терен
кој го познаваш, кој е внатре во твоје ДНК, ти тогаш можеш да покажеш резултати. Ние не бегавме од тоа, напротив, нели, застанавме цврсто на тие темели кои други ги поставиле пред нас и ние надградивме технолошки, структурно, драматуршки, актерски, затоа што сепак нели јас сакав да излезем нели од она персифлаж, од она преигрување кој беше карактеристично за актерите од таа генерација. Така, Значи, баш така беше, да. Да, во принцип јас го прифаќам тоа затоа што тоа било модел актерство, нели? Тогаш така се играло, нели, на филм и на телевизија. Ние многу внимававме, нели, да излеземе, нели, од тој формат, нели, од тие архетипови, затоа што види Александар, да бидеме реални. Тие актери од Ѓорги, преку Ванчо, Бог да го прости, Гоце, Лазе Бараков, жив здрав, фала му на Бога, направија архетипови. И кога нешто во светот на уметноста ќе биде создадено на ниво на архетип, ти против тоа не можеш. Да, немаш оружје. Ти немаш оружје и секој обид нормален човек да се бори против архетипови завршува трагично на тој кој се бори против. Дон Кихотски. Како на ветерницата да одиш исто. Тоа е трагедија на крајот, нема дилема. Освен како режисер, продуцент, неодамна се представи како писател во книгата Гледна точка. Зашто пишуваш во неа? Гледна точка во принцип тргна од мојата докторска дисертација и со мојот ментор, кога ја завршував дисертацијата, свативме дека еден аспект на создавањето на филмови во кинематографијата го оставив неразработен. Но решивме тоа да остане така. И долго време после докторирањето решив да напишам книга во кој еден дел е мојата докторска дисертација, но еден дел е петиот елемент во процесот на создавање книги, создавање филмови. Тоа е јавноста, односно публиката и режисерот. Затоа што ако ние тргнеме да правиме уметност за себе си, сме пропаднале. Значи, секој уметничко дело има крајна цел да биде покажано јавно, нели? Тоа му е работа. Тоа е целта, нели? Да, но некако бавејќи се, нели, практично, но и теоретски и научно со кинематографија, некако постојано сите ја пропуштаме публиката како петиот и најважен елемент. Затоа што, како што кажа Љубиша Ѓоргиевски во неговата исклучителна ненадмината книга за театарот, онтологија на театарот, драматургот е Хефајст, режисерот е Прометеј, публиката е се. И навистина на професорот на Љубиша Ѓоргиевски ме воведе во идејата за светот, дека посебно светот на уметноста, на театарот и филмот е една космогонија во која јас се уште верувам, и така публиката ја поставив како пет елемент во која што е се и настана книгата Гледна точка. Го споменавме Љубише, мене драг пријател, човек од кој што научив многу работи во животот. Сите ние научивме од Љубиша Ѓоргиевски многу работи. Не само за уметноста, не само за театрот, не само за филмот, туку и за животот. И на вистина треба многу повеќе да правиме во чест и во име на Љубиша Ѓоргиевски, затоа што јас сум реален. Љубиша Ѓоргиевски беше еден од најобразованите живи македонци децении назад. Баш така. И Љубиша Ѓоргиевски има направено толку многу, нели, во светот на театарот, во светот на теоријата на театарот, исто ги има многу направено. Љубиша Ѓоргиевски е филозоф. Љубиша Ѓоргиевски е човек кој навистина мен лично ме
ме престраши да не се плашам од тоа да размислувам за политика и да зборам за политика во смисол на Аристотел. Двајцата многу го сакавме. Да, го Аристотел, нели, ти не можеш да бидеш уметник, филозоф, учител, а да не си свесен за политиката и политичкото во смисол на Аристотел како зоон политикон. Нели? Баш така. И јас се иницирав со политички театар и со политички филм од Љубиша Ѓоргиевски и сум горд на тоа. Практично Љубиша Ѓоргиевски ми, како се вика, ме воведе во светот на идејата дека во принцип се е театар и се е политика. Да, и театарот и животот е театар. Како викаш. Ајде да проговориме уште малку за работи кои што се поврзани со твојот опус. Еве неодамна се одржа второто издание на фестивалот Преку езерото во Дојран, така се викаш? Четврто, така? Да. Е втора грешка денеска. Да, ништо. Нешто стане, да, ако брзо минува времето. Да, каде што Лазар Ристовски беше добитник на наградата Мето Јовановски. Да. И двајца мене умилени актери ми беа. Не знам кој од кој поголем. Да, колку си задоволен од фестивалот и од неговиот развој? Дали си среќен еве што Лазар Ристовски доби наградата? Ќе ти кажам и за тоа, па и за Мето Јовановски. Гледај се, во принцип, јас долги години сакав да направам филмски фестивал. Јас сакав да го направам тој филмски фестивал никаде ни повеќе, ни помалку, туку во Дојран. Тие што не знаат, јас сум дојранчанец. Мојот дедо е од Кнџалија, денес се вика Муриес, тоа е првото село од другата страна на границата. Во Беломорска Македонија. Да, така е. И сакав да направам фестивал таму со една цел да тоа да биде мост кој ќе ги зближува луѓето. Мислам дека тоа е многу важно. Мислам дека е многу важно соседите да почнеме да комуницираме меѓу себе си, да почнеме да се запознаваме и од кога ќе се запознаеме, многу лесно ќе се препознаеме себе си и ќе видиме колку малку работи не прават различни, а колку многу работи не прават слични, да не речам исти. И затоа ние решивме да правиме фестивал на балканскиот и медитеранскиот филм, нели, на еден архипелаг кој во позиција... Каде што сите, извини што те прекинувам, во наводници секој со секого се сака. Нели? Јас се согласам дека тој архипелаг, нели, кој е мекото ткиво на светот, нели? Медитеранот е мекото ткиво на светот. Наводно е место кое е обречено, место кое е предмет на постојани судири, недоразбирања, војни. И тоа е така затоа што Медитеранот место каде што цивилизациите настануваат и се раѓаат. Што очекувате вие од место каде што настануваат цивилизации, да. Нели? Практично да не се лажеме. Она што денес се нарекува идеја за западно човештво, односно за Western way of life или за западен начин на мислење, е создаден на Медитеранот. Да не се лажеме, да не некој мисли дека случајно азбуката, дури и латиницата им настанала во Лајпциг, можеби во Клагенфурт, можеби во Манчестер, нели, во Мадрид. Знаеме. Што тоа научат денеска пробуваат нас. Сега, како се вика, за жал, секој обид нас да не лажат е пострашен од обидот дека ти ги лажат себе си сопствените нации. Никој денес во Европа не сака да зборува дека сето оно што ние го знаеме како современа наука е донесена од арапите. И дури во доцниот 13 век, така наречениот Запад, преку шпанските католички калуѓери, контактирајќи со арапите кои ја владееле една третина од маврите, една третина од Шпанија, воопшто разбрале кој е Аристотел. Воопшто ја откриле математиката како идеја низ бројките. Никој не зборува дека дури ни бројките кои тие пишуваат денес се во суштина
арапски Арапски бројки. да. Не ќе да кажам дека идејата за современата медицина е дојдена преку арапскиот свет. Не ќе да зборам за астрологијата, не ќе да зборам за географијата, не ќе да зборам за механиката. Значи сето тоа што ние денес го сметаме за придобивка на западното човештво е измислено, создадено, утврдено од источното човештво. Или од истокот на светот. Викаат, Јани, ако копнеш овде на Балканов било каде, со секој слој копање на земјата, наоѓаш дел од историјата, па има одредени места на светов каде што копаш само диносауруси можеш да најдеш. Да, се разбира. Ништо друго, така? Но види, проблемот на Западот што тие ги лажат своите народи, тие ги лажат на универзитетите собствените студенти за тоа дека тие се творци на се што денес со кои што денес управуваат. Тоа воопшто не е вистина. Нели, дури од најмокнато западно оружје, динамитот е производ на бардот, кој Марко Поло го донел од Кина. Да. Но основната разлика помеѓу начинот на кој ние се користиме со бардот и како се користиле тие ориентални народи, таму е радикален. Кинезите бардот го користеле за забава. Да. Правеле ракети кои испуштале разни бои по повод празници, Огномети. веселви, правиле така наречени огномети. Значи, најмокното средство, кое е станало доминантно за Западот, за да го завладее светот, по принцип, умниот источен свет го измислил за да се забавува, а не да убива. Нешто слично како со атомската бомба, човекот што го ја создавал, ја правил за мир на доби, сите работи на крај испаднала бомба дека е, за да се уништи човештвото. Тоа е. Брзо некако ни поминува времево, но интересен ми е моветот. Се го слиш. Би сакала да те прашам дека пишуваш и колумни за уметност. Да. Дали сметаш дека уметникот мора да биде гласен во едно општество? Дали мора да се слуша неговиот глас, неговото мислење? Дали е тој добар мегафон вака, условно кажано, за да го... Во принцип, треба да сака. Значи, добар општествен глас од страна на уметник е оној општествен глас на оној уметник кој сака јавно да зборува. Лош е оној глас на уметник кој ќе биде принуден да зборува. По принцип, единствената суштествена разлика... Пробал некој да те принуди да збориш? Мене? Како уметник. Пробал ли некој? Да. Вака, извини, Се разбира, јас сум мала имал различни непристојни предлози. Така. предлози, понуди. После ругање со Христос, кога буквално си направив пекол и ми направија пекол од мојот живот, тогаш најмокниот човек во државата, кога го познавам од детство, затоа што доаѓаме од исто место, нели? Да. Ми направи непристојна понуда да исичам 10 минути кои неговите пријатели албанци ги сваќаат како навредливи за нив во филмот и ќе добијам се што сакам. Практично неколку мои другари од детство, пријатели кои со тој човек седеле на маси по кафани, ми кажуваат дека неколку пати ми има кажано, веројатно со цел да ми пренесат, дека она што Јани го правеше за ВМРО, половина да го направеше за мене, кај ќе му беше крајот. Единствената разлика меѓу тоа што јас го правам за организацијата, што не сакав да го правам за нив, е во тоа што јас верувам во тоа што го правам за организацијата. Јас тоа би го правил не без пари, туку би донел и од дома за да го правам. Тоа е основната Тоа разлика. го кажав преска, го имаш или го немаш во тебе. Мене кога ме прашуваат луѓе, јас сум исто деклариран десничар. Кога ме прашуваат луѓе што е тоа идеологија, викам се раѓаш со тоа, го имаш или го немаш, не можам да ти го објаснам. Дома ќе ти кажат Дома ако ќе ти треба. кажат, да, ама јас тука не можам да ти објаснам. Ни помина времето многу брзо, Јани, во ова издание на Проверитас, многу интересни информации вече чувме. Многу во муавет си направивме, мене ми е многу драго, јас ти посакувам успех
пред се на оваа премиера што е за неколку дена. Ти благодарам. Да подсетим уште еднаш 19 ноември. 19 ноември на Cineplex премиера 20 часот. Во исто време ќе има две сали сега за сега. Практично нели како се кажа sold out е продадена едната сала, сега Така. се продава втората сала. Билети на Билети на во Cineplex, Константин Филм, односно Cineplex е дистрибутер, ние немаме ништо со тоа. За прв пат решивме да ја оставиме целата работа на професионалци, на дистрибутери, тие да ја завршат целата работа и верувам дека Cineplex, нели, ќе го Константин Филм ќе го направи најдоброто. И само нели да не заборавам на светската премиера на утре наутро е во средината на јануари во фестивалот во Нью Џерси во Соединетите Американски држави и како по обичај сите мои филмови светските патување ги започнуваат од Соединетите Американски држави и многу сум среќен. Па и Нью Џерси е место каде што има многу македонци. Да, јас сум бил во Нью Џерси, сум бил во Гарфилд. Волонгонг тие како ги викаат места на колку што се интересни. Сум бил, да. Ти Сум благодарам. бил во Џерси како. Џерси, да, Џерси, баш така го викаат Џерси. Ти благодарам уште еднаш што беше гостин во ова издание на Проверитас. Ти посакувам успех, се надевам дека и филмот ќе го видиме и на Алфа телевизија и на малите екрани во некој погледно време. Значи сосема на крај филмот нема да го гледаме на малите екрани, затоа што самиот филм има интересна историја, многу брзо за крај. Ова почна како игра на серија. Филмот почна како игра на серија и во еден момент кога почнавме да ја монтираме серијата со Дејан Милошевски со продуцентот, свативме дека имаме игран филм. И решивме прво да направиме игран филм, а потоа да направиме и играна серија во 5 продолженија од по 1 час. Практично следната година гледачите ќе можат да видат на телевизија, на Алфа, мини серија, 5 предпродолженија по 1 час. За разлика од филмот, действието во серијата започнува рано наутро на 27 април 2017 година во куќата на поранешниот премиер. Ајде, со душа чекам да го видам ова. Како ќе изгледа, ти посакувам уште еднаш успех пред се со новиот филм во твојата кариера. Биди онаков каков што си, ти посакувам и понатаму. Почитувани гледачи, ова беше 8-то издание на емисијата Проверитас од втората сезона. Се надевам дека уживавте во овој прекрасен разговор. Ви благодарам за вниманието. Останете поврзани со нас на Facebook, Instagram, YouTube и на нашата веб страница proveritas.mk.